Еднаш ако стасаш во топ 3 на Google, шансите да останеш таму се астрономски. И сега ќе ти кажам зошто. Многу луѓе поради некоја причина мислат дека може да се појави некој од нигде никаде и да ги турни од таа позиција. Али не е баш така. Правев анализа на конкуренти пред некое време и истите бизниси се во топ 3 со години. Има ресторан во Солун што е во топ 3 од 2021. Дали знаете колку бизнис таа позиција му има генерирано него од 2021 до сега? Не знаеш зашто? Оти повеќето бизниси нема никогаш да го направат тоа што треба за да ранкираат во тие позиции. Така да, тешката работа е ти да стасаш до топ 3, па после да си конкурираш сам на себе, оти нема никој во близина. Сега може да ги изгубиш ранкот? Нормално дека може. Ако престанеш се, игнорираш рецензии, веб страната ти умре, тотално заприш се што треба, нормално дека ќе паднеш тогаш. Али ако го државаш редовно, објавуваш редовно, имаш рецензии чести, им одговараш на рецензиите, сите информации ти се навреме ажурирани, веб страната нормално ти е во добра состојба, тогаш ќе останеш таму со години. Сега, ако сакаш да знаеш што треба да направиш за да останеш и да стасаш до топ 3, коментирај го зборот одржување и ќе ти кажам точно што треба.